што сите овие работилници треба да ги дадат сите информации кои што се поврзани со климатските промени, со штетите кои што се придонесуваат преку тие промени и непогоди кои што се случуваат и овде многу често. Претежно во овој предел има пожари, но сето тоа се рефлектира на агросекторот и на сите останати производители, но фокусот е ставен на производители од храна. Така да на работилниците е многу битно сите луѓе кои што се заинтересирани да прават бизнес, сите луѓе кои што се вклучени, а ги има повеќе, ова е земјоделски крај, се вклучени во агросекторот и сите оние кои имаат некакво производство на храна, да дојдат на работилниците, да ги посетат и да го земат цело наше знаење и сите одговори да ги пронајдат во овие еднодневни настани. Една од оние останати наши заложби е што повеќе да им дадеме визија на младите луѓе, да останат во државата, да создаваат своји бизнеси, своја визија, да бидат успешни и професионално да пристапат кон она што го создаваат. Јас моментално имам 16 години, што сум средношколец. Размислувам да почнем со производство на лешници и хортикултура. Па да, има потенцијал, сакаат луѓе во дворовите се украсуваат, треба зеленило. Гледам за војнината подобра да е некако. Целта да ги доловиме проблемите, ризиците и мерките за справување со ризиците од климатските промени, сето тоа да го објасниме на еден поедноставен начин, да им кажеме каде имаат можност да земат грантови и кредити, за сето тоа да го санираат како проблем, но и да ги прошират своите визии за бизниси, а исто така и своите бизниси да ги унапредат, стратешки да им пристапат со решенијата. Од една страна профитот, од друга страна заштедите, рационализацијата и позеленувањето создаваат една голема мотивација во ова, можам да кажам слободно, сиромашна општина, за да може да се оди напред. Така да мене ми е многу драго што еколошкото друштво Бигла препозна голема можност, искреира ваков комплексен проект за да може да имаме и добри резултати. Мислам дека многу корисни информации добивме во поглед на тоа што може да се инвестира во работењето на нашиот угостителски објект, како од реновирање на кујни, заштеда на електрична енергија, некои други содржини кои што не се однесуваат само на послужување на храна и пијалаци, како на пример сместување, некои други додатни активности за мали деца и така слично. Бизнисот го имам 10 години, работиме добро, се одржуваме, до сега сме во позитивна состојба. Размислуваме нешто плюс да го прошируваме бизнис околу угостителството и дојдовме тука да видиме дали имат услови, начин да не помогне да државата и странските инвестиции, како би одел процесот околу тоа. И видов дека сепак има начин и ќе продолжиме да соработуваме со консултантската куќа и ќе бараме помош. Па размислуваме околу кетеринг услугата, типот на настани од организирани настани околу угостителството. Проектот се однесува на климатските промени, она што во денешни услови е најактуелно во светот, затоа што природата е таква, каква што ни оставил Бог, ние треба да ја чуваме, меѓутоа, како течат работите, ние се повеќе негативно се однесуваме кон природата, исто тоа, значи, природата ни враќа, значи, со одреден данок, со нарушени здравствени состојби и така натаму. Проектот е многу комплексен и со големи решенија за сите пропусти и проблеми кои што ги имаат земјоделците и кои што ги имаат производителите на храна. Имено станува збор за една помоќна професионална екипа од типот да се покријат
сите ризици кои што ги носат климатските промени за земјоделскиот сектор, исто така и за компаниите, да се оди кон едукација и подигање на свесноста за зелената економија, циркуларната економија и зелените вработувања, согласно европскиот план, зелен план, и исто така многу е битно да кажеме дека за сите овие инвестиции и промени, нивната визија, транзитирањето на нивните компании, постојат и фондови. Научивме стварно како за прв пат супер едни работи за тоа како ние како, ајде сега прилично млади луѓе би се пронашле во програмите кои што ги финансират Европската Унија и како би ги имплементирале понатаму за нашиот бизнис. Па од денешната презентација бевме задоволни што доста работи ги научивме во однос на ИПАР програмите за да ги користиме во земјоделскава дејност. Треба повеќе вакви програми да се од ИПАР фондови, ние се заинтересирани. Тако ми јас како земјоделец би аплицирав за трактор, за комбајн, комбајнер сум години, комбајн 35 години стар, уште го работам.